Се повеќе граѓани подигаат брзи кредити и мака мачат со исплаќање на кредитите и уште повисоките рати од камата. Дополнително се почесто се случуваат и измами кога се во прашање брзите кредити, па има и такви кои плаќаат за кредит кој никогаш не го зеле и враќаат пари кои никогаш не ги потрошиле. Граѓаните во Штип на терен велат дека ваквите финансиски друштва се лош пример за младите. Оти се задолжуваат, тешко ги исплаќаат кредитите, па од овде се соочуваат и со низа други проблеми како закани и слично. Брзите кредити не се добри, не би требало да се дава вака, треба на лице место да одеш таму да ти дадат, а не вака со лична карта. Тоа го злоупотребуваат. Толку. Земат некои, бегат. Па високи се, како не. Толку. Моje мисли, по-лошо што го измислија брзи кредити и перење на пари, од тоа не постои. Најголемото зло е направено на македонските граѓани, на сиромаштијата. Одат, трчат, искоцкат ги парите, немат после банка. Како ќе врнеш? Безработни, кој може да врне? Ќе одат, ќе ти претат, ќе ти праќат ракетари, билдери, дивери, ќе те претат фамилија и ќе има криминал. Друг не постои. Тај нека му мисли што ги зима, што не размислуват, што мисли ке отиде и мисли дека може да ги зезне и после кога му дојде тешко, криво му е државата. Само тоа е. Имат тие брзи кредити за да си имат да се прехранат. Има и такви, повишето се така. Значи ако нема да си купи у месецот до крај да си го помине, а зема кредит, тие кредити имат камата. Од кај ќе даде таа камата ако нема он да си помине месец. И така се задужуваат и си губат и куќи, станови, и коли, и се што. Тоа е само се нанесува зло на луѓето. Кај са пензии и плати ниски, таму уште се задужуваат и страдат после децата, фамилиите се растурат, бракови се растурат. Тоа многу лошо е. Приставки за проблемите од брзите кредити постојано пристигнува и до народниот правобранител, кој побара регулирање и решавање на овој проблем. Се работи на воспоставување ред, односно да не може да се зима брз кредит без физичко присуство на физичко лице. Целта е на ваков начин да се намали бројот на злоупотреби кои се прават при подигање пари.